Цивил медија. 12 август 2019 година. Вест на денот. Пендаровски. Разочаран сум од луѓето од кои очекувавме правна држава. Председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски по повод последните случувања поврзани со случајот Ригет на денешната пресконференција изјави дека уште на самите почетоци на аферата Ригет бил разочаран од тоа што го слушнал и повика на брза и темелна истрага. Наместо тоа, надлежните отидоа на годишен одмор како да се работи за редовна состојба и за рутински предмет, а не е така. Аудио и видео снимките кои се споделуваат на медиумите изминативе денови предизвикуваат длабоко разочарување кај сите граѓани, а особено кај оние кои со години и по цена на постојани притисоци и закани од поранешната власт протестираа секојдневно барајќи правда. Револтот кај граѓаните е огромен и сосема оправдан. И јас како граѓанин, како човек, не само како председател, сум разочаран затоа што се изневерени и моите очекувања, и тоа најмногу од луѓето од кои очекувавме да се борат за правна држава, изјави Пендаровски. На новинарско прашање каков е неговиот став за Катица Јанева сега, со оглед дека ја поддржуваше подеднакво како и специјалното јавно обвинителство, Пендаровски одговори дека уште верува во СЈО, но како човек е разочаран од Катица Јанева. Катица Јанева се врати на работа, а обвинителката Вилма Русковска во среда се враќа од одмор, прва на распит токму Јанева. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева по еднонеделниот одмор се врати на работно место, потврдуваат од СЈО за медиумите. Се уште не се знае дали и кога Јанева ќе биде повикана да даде исказ во врска со аферата Ригет во јавното обвинителство. Од друга страна, шефицата на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска во среда се враќа од одмор на работа. Од јавното обвинителство велат дека сите инволвирани во случајот Ригет ќе бидат повикани на распит, вклучувајќи и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, но не откриваат кога тоа точно ќе се случи. ДКСК покренува постапка за раскинувањето на договорот меѓу Фондот за здравствено осигурување и болницата Жан Митрев. Државната комисија за корупција отвори предмет по сопствена иницијатива откако докторот Владимир Чадиковски, единствениот лиценциран детски кардиохирург, даде отказ од болницата Жан Митрев. ДКСК ќе испитува кои биле причините за раскинување на договорот меѓу Фондот за здравствено осигурување и болницата Жан Митрев. Една од причините за разгледување на договорот се информациите што излегува во медиумите дека докторот Жан Митрев немал лиценца за детска кардиохирургија. Леж вести. Народниот правобранител апелира до владата да го реши прашањето за депониите, особено до Министерството за животна средина и просторно планирање, како реакција на последните случувања со опожарувањето на сметот во регионалната депонија Русино кај Гостивар, како и во депонијата Буково кај Охрид. Околу 621.000 парчиња оружје поседуваат граѓаните на Република Северна Македонија, односно 29,79 парчиња по глава од жито. Од нив само 169.687 се регистрирани, а 451.313 нерегистрирани, покажуваат податоците од истражувањето на организацијата Small Arms Survey. Денеска е меѓународен ден на младите, 12 август, кој со резолуцијата 54/120 на Обединетите нации во 2000 година е усвоен со цел постојано да се напредува положбата на младите во општеството. Цивилни активности. Агендата на семинарот за стратешко планирање, едукација и градење партнерства, транспарентност и одговорност во политичките процеси на Цивил веќе предизвикува големо внимание. Семинарот ќе се одржи на 14 и 15 август во хотел Романтик на брегот на Велешкото езеро. Бројот на учесници за отворените сесии е ограничен, па затоа потребно е да се пополни онлайн пријава за учество. Специјални гости на семинарот се првата антикорупционерка Билјана Ивановска, експертот за финансии и активистот за човекови права Бранимир Јовановиќ, како и градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Тие ќе говорат по сесии што се отворени за јавноста. Читајте повеќе на civilmedia.net. Цивил медија.